Лоши пријатели, чита Александар Станојков. Си беа тројца пријатели и живеаја како браќа до некое време, зер му завиде ѓавол на темаго и му влезе на двајцата во срцето да го запизмат еднио. Пизмата му била оти тој да ја понишанџија во лоење и се тој да лојтна јарнио лов. Од која го запизмија за лоењето, го запизмили за оти да е тој побогат и оти да напредува и во трговијата од нив поеќе. Со таква лоша ѓаволска пизма што и имаа двајца, и донесол ѓаволо до отепување и така да му се стори ќеот, а инаку не му чинела душата раат. Си кроија еднаш терти по двајцата пријатели, која ќе одат на лов да го отепаат тамо и да куртулисаат од негојиот напредок. Се сготвиле едно утро да одаат на лов и двајцата му се откажале, чунти сакале да го отепаат и не ошле со него, чунти тој ден имале некоја работа. На тоа згора тој сам си ошол на лов во таа планина кај што си одел сеедно, а пак пријателите отишле од друга страна за да не се сетат од светот и тие го отепале. Одејќи од друга страна која ошле во планината, завртеле као кај таа од страна и го нашле тамо. Аз ли не идевте на лов, бре браќа? Му рекол. Арно, ама пресапивме да не те оставиме сам, тичи за тоа дојдовме, му рекоа. Така велејќи, беа го грабнале за раце двата и му зеле пушката да го кутнале да го колат. Бре, ама бре браќа, му рекол, заошто сакате да ме губите, што лошо сум сторил? Сега ќе ти кажеме што лошо си ни сторил, му рекле и тргнале ношо да го колат. Во исто време прелетале едно стадо диви пајки над него и му рекол: Пајкиве што прелетаа пријателе да ви го сторат испат убиството мое, толку ви велам што ќе ме загубите на правина. Тоа го рече и го заклаа за права бога сиромаштио. Го суредиле таму што веќе да не се најди и си дошле пак од околу дома, како ништо да не се сториле. Ни лук јале, ни лук мирисале. Чекала жената му, чекала и него дочекала. Бараа, пустија по сета планина и нигде трага не му нашла. А пак пријателите и тие ѓоа барале и жалале за да го увера светот и тие не сет. И на вистина, никој не поверувал оти тие го отепале. Поминале околу 10 години од која го отепаа двајцата пријатели и двајцата многу си живееле веќе како некои браќа. Кај оделе, се двата оделе, само едно спиење и делело. Еден ден ошле на една акчилница да ручаат и виделе тамо диви пајки пржени. Тоа му коптисало да ручаат и едно му се ставило месото од дивите пајки пред нив, се насмеале еден на друг и му рекол еднио на другио: Еве и пајките пријателе што ќе сторат испат за филјан човек што го сплеткавме. Да тие се, ама еве пак ние и нив ќе изеиме и нема веќе испат кој да чини. Близу до нивната маса имало еден човек што ручал и чул што рекле. За човеко што и чул еден, ми кажа оти царо бил тебдил, а пак други ми кажа оти некој човек бил како род да му бил на отепанио. И отишол на конак, та кажал како што чул. Те спонив пратиле семени и однесоа на суд, та и клале под истин лък. Оданаде, сето си кажале заошто го отепале и како рекол која го колеле пајките да му сторат испат. И за вистина пајките сториле испат. На тоа згора судо ја повикал жената му на отепанио и му ја зел судо сета стока што имале двајцата, та му ја дал на жената и на децата и нив и пресуди за наортома. Еве ти една друга приказна, пријателе мој, што се прикажува пак за ваков испат, што го докажале тепачо жабурките од капките од дождот. Еве како. Си биле двајца пријатели на туѓина и од која работиле 2-3 години, едниот спечалил 10.000 гроша, а другиот не спечалил ништо. Го текливил тој што спечалил 10.000 гроша, тој што не спечалил, да си одат на вилјајет.
Само за другар да му биди по пато му дал 1000 гроша и му купил еден конј, да си тргнале да си ода на вилјает. Кога дојдоа до некое лошо место, кондисале да попасат коњите и што ќе го дупни ѓаволо, тој што му се сторил другар, намисли да го отепа и да му иземи сите пари. Појак бидејќи тој што му зел 1000 гроши, го грабнал за гуша и го кутнал да го отепа. Мре, аман, пријателе, му се молел, заошто сакаш да ме отепаш? Што зло виде од мене, дали дека ти дадов пари и конј, дали зошто? Чекај да те подгушам еднаш, да после ќе ти кажам што видов зло од тебе. Во истото време беше заврнало дош и со силните капки што паѓале во изворот што бил тамо, се кревале жабурки и само тој збор рекол сиромашкиот другар на бездушниот другар. Оние жабурки што се креваат во изворот, испад да ти сторат за отепувањето мое, чунти нема никој овде да те види за испад да стори. Тоа рекол и го заклал бездушниот другар. Кога чула жената му на отепањето и дошол другаро, отишла сирота да праша, оти не дојде мажот е со него. Ја матнал некако тој, отишол од тој град на друг, чунти во тој град не му чинало работата. Си останала сирота жена да го чека мажо околу 10 години и не го исчекала, а пак другаро беше накупил нивија ливаѓе и се обогатил едно чудо. Отишол еден ден да се бричи на бербер човеко и чекајќи ред, гледал надвор кај што капеле капајците, чунки врнело дош и се кревале жабурките. Му дошло на умо за кога рекол другар му, жабурките да му го стора испад и се изнасмеал јако. Гледајќи во еден човек што се бричал, рекол, жабурките ќе ми го сторат испад, жабурките, ами која ќе ми го сторат? Човеко што се бричал, бил царо Тебрил сторен и се бричал да чуе нешто од некого за него да речи. Велејќи човеко, жабурките ќе ми го стора испад, и гледајќи во царо, тој се шубелисал и си помислил оти за него нешто вели. Та едно си ошол на сарај и пуштил луѓе да го земат. Го прашуваа пред царо и му рекол царо, оти ти со мене се биеше шега, бре човече? Не сум се биел шега јас со тебе, честити царе. Ами што беше тоа што ми велеше жабурките? Не беше за тебе, честити царе, му рекол. Ами за кого ако не е за мене? Ја кажи, ја главата ќе ти ја сече. На тоа згора Истер Истемес кажал, чунти Господ е прави судија, та секое нешто што е скришно сака да го изваи на мегдан и го изваде, та си кажа секако што му направил на другара си и која го колел тој како рекол за жабурките. Кога чул царо тоа нешто, прати луѓе и ја викна жената му, та му ја дал сета стока незе што ја имал тој и него го осудил на бесење. Ете, како Господ забаа и не забораа или сја тајна љавјајсја.